вечер. Вие сте со за или против. Се надавам дека ќе останете на оваа фреквенција и дека ќе уживате во ова едночасовно интервју кое што следи. Имено пред некој ден пожар во Кумановскиот суд, каде што се наоѓаат и простории на Кумановското обвинителство, а ден потоа пожар и во Битолскиот затвор. Се уште е енигма за жал причините, но и сторителите. Во меѓувреме други актуелности на тема правосудниот систем кои отвараат разумни сомнеши. Например, Ислам Абази би требало да, како што најави, да процесуира предмет за случајот Соравија, практично против внукот на Али Ахмети. И уште еден разумен сомнеш, дали истово ќе се случи, во кој правец ќе оди евентуалното процесуирање на оваа најава на Абази и да, го споменувам уште еднаш, разумен сомнеш. Го имате и во насловот на вечерашната емисија. Авторот е адвокатот без влакна на јазикот, така го најавувам секогаш кога ми е гостен, господинот Јанаки Митровски. Добро вечер и благодарам што сте дел од за или против. Добро вечер, Искра, благодарам на поканата. Дали разумниот сомнеш ќе ја разбуди револуционерноста кај секој од нас или ајде зошто досега разумен сомнеш не ја разбуди револуционерноста кај секој од нас, да се бориме за правна држава да биде Македонија и да биде попристојно место за живење? Неколку фактори се клучни. Конформизмот и клиентелизмот веројатно се најмногу натежнуваат од проста причина што секој гледа нели полесно да помине, си гледа во сопствениот двор без да мисли за општото добро. Фактор кој што не смее да се занемари секако и иселувањето. Македонија се позабрзано се празни, тоа не е само сезонски во летните месеци, туку оние бистри млади умови кои што се нели сега и значително помлади од мене, се повеќе си го бараат чарето надвор и се помалку остануваме со она што се повеќе остануваме со она што јас ги нарекувам партијаши, кои што пак почиваат на конформизам и клиентелизам. Им буде ли очи ова ваше најново дело, вашата неодамна објавена и промовирана книга, токму што имам пред себе разумен сомнеш, новија партијаши и клиентелисти? Дали меѓу гостите кои беа на вашата промоција имаше можеби такви препознаватели? Класични партијаши, дали имало, веројатно имало, не би знал да ви кажам, меѓутоа да, имаше припадници, имаше неколку пратеници со кои што се познавам нели на лична основа и ми беа драги гости. Дали имало дали им боде очи или не, претпоставувам дека да, им боди очи, инаку не се работи за класична книга, туку е збирка на колумни кои што се издадени во периодот март 2019 до март 2023 година, меѓутоа и да им боде очи, можеби тоа е една од интенциите. Да, што е, ајде дојдовме и до прашањето, целта на разумен сомнеш. Зошто сега, зошто овој период, зошто токму тие колумни кои ги објавивте овој период? Затоа што чувствував за потребно да ги ставам на едно место, во неделникот Фокус. Флуктуирам всушност на Фокус, делумно пишувам за неделникот, делумно на вебсајтот, интернет памти се, додека неделникот нели ако не го купите баш и не, и сметав дека е убаво на едно место да си има, некој книгата, збирката колумни е релативно голема, има 350 страни и некои 210, 205, 210 колумни и сакав да ја понудам за секој кој што сака да вака во еден здив да си ги исчита, бидејќи се колумни нормално со народен јазик пишувани и лесно се читаат. Каде може да си ја најдат оние кои не гледаат вечерва и сакаат да си ја купат? Тиражот беше мал, повеќе од половина веќе е продаден и планиравме да немам класична продажба, туку може да се набави само преку мене, а јас сум лесно достапен на социјални мрежи. Токму така, затоа што немате од што да се плашите, немате од што да бегате, практично зборувате секогаш отворено и директно. Го чини ли скапо тоа Јанаки Митровски? Знаете како мора да бидеме подготвени, да секој од нас мора да биде подготвен да плати цена за да биде она што е или што треба да биде. Јас никогаш не научив и на мои 37 години да глумам. Значи моите фацијални експресии не би го дозволиле тоа да бидам лицемерен наспрема вас или наспрема било кој. Дали ме чини скапо? Знаете како, веројатно создава мојот недостиг на влакна на јазик, што вие велите, сигурно дека создава непријатели. Меѓутоа тоа е цена која што со задоволство ја плаќам за да бидам јас тој што сум. Оние што ме познаваат знаат дека тоа што го гледате вака пред камерите и тоа приватно едно те исто и тука нема разлика и тоа ми е мене огромно задоволство во свет на глумци, клатоглавци и така натаму.
Она што за кое што сте вечерва тука, освен за разумен сумнеш, се и одредени случувања во правосудниот систем, вака генерално кажано, кои апсолутно некако како да уште повеќе дотолчуваат надежта кај луѓето дека може нешто да се промени на подобро. Факт е дека таа си постои, надеж како надеж, борбата продолжува, можеби не кај сите, поривот не е ист кај секој од нас, меѓутоа како и да е, промените мора да се случуваат, тоа е еден вид на природен процес. И сега она што треба да бидеме до крај искрени кон гледачите, да го кажеме дека емисијата се снима изутрината, а оди вечерва, многу до оправдани причини, сепак е лето и персоналот и условите не ни дозволуваат секогаш да одиме во живо, и во моментот додека ја снимаме тече гласањето во судскиот совет за избор на нови членови. Тело кое требаше да биде распуштено според вас и сите, би рекла речиси сите припадници на правната фела кои ги консултиравме и кои било како јавно се изјаснија, но тоа не се случи, напротив. Сега гледаме имиња на кандидатската листа, апсолутно слободно, еве јас ќе кажам, нека биде од мене, безобразно понудени, би рекла, бидејќи сепак се работи за ликови, например, како сестра на пратеничка на СДСМ од Собранието. Тоа е госпоѓата Антоанита Димовска, без разлика на нејзиното CV професионално и какво и да е. Зборувам за етичкиот кодекс, да се најдеш на листа додека член на семејството ти е пратеник на власта, сепак е нели нешто што се коси во време во кое што живееме и каде што се урнисани сите, и каде што се поприсутни сумнежите и така натаму. Понатаму го имаме тука Лазар Нанев, Наке Георгиев. Ке ги искоментирате ли овие имена на листата? Искрено да ви кажам, малку ме пресекоте, ја прв пат слушам, бидејќи сум човек кој што воглавно гледа во сопствениот двор и не се занимава со други луѓе. Јас прв пат слушам дека Антоанита Димовска е сестра на пратеник на СДСМ, бидејќи таа беше Снежана Калевска-Ванчевска. Сериозно, прв пат слушам искрено, меѓутоа искрено сакам да кажам дека токму Антоанита Димовска е мој фаворит во позитивна смисла, зашто жената е судииште, тоа нема збор, и е долгогодишен судија. Ова што го кажувате, дали фрла сенка или не би можел сега во прв момент да искоментирам, затоа што имам персонално многу позитивно искуство со жената. Е многу писмен судија. Во однос со останатите членови на Георгиев, до вчера имаше постапка против него во самиот судски совет, која што 6 месеци беше држана во фиока за експресно да се одлучи дека нема ништо спорно и да стане член, додека за господинот Лазар Нанев не кријам, а и тој не крие, имаме меѓусебен анимозитет, едноставно немам високо мислење за човекот, да испочитувам емисијата и да не одам со други квалификации или дисквалификации. Она што можем да го кажеме дека за неговиот случај прво беше отфрлена како нецелосна неговата пријава, што е жално да се каже за еден правник да не ја знае постапката, а аплицира за највисокото тело. За потоа да има реакција и од член на судскиот совет дека како имало забелешки на затворена седница која патеме тајна, неговото дополнение така било постапувано од точка до точка, што јасно говори дека некој му дошепнува. Искрено, ако морам да бирам од сите тројца, господинот Георгиев не го знам и немам искуство со него, судешко искуство имам со Лазар Нанев и со Антоанита Димовска, со две раце би гласал за Антоанита Димовска, бидејќи господинот Нанев немам високо мислење, ќе се задржам на тоа, иако би искористил и потешки зборови. Искрен сте како и секогаш. Добра, целата оваа приказна во судскиот совет не е малку повеќе и го надминува и терминот лакрдија, би рекол? Не, знаете како, државата се распаѓа по сите шивови и тоа се гледа најмногу преку судскиот совет. Отсуството на срам кај овие луѓе е тоа што фрапира. Знаете, 20 членови на судскиот совет за мене направија најмагупски потек, едноставно си отидоа, има дно под кое што не може да се оди под Герасимовски и Радевска, Герасимовски и Стефкова, мислам дека беше судиката. Да, јас еве не ги извлеков додека се подготвував, ама значи, Герасимовски и Стефкова, мислам дека. Значи, Радевска Стефкова, така е. Има дно под кое што не може да се оди, што патем и доведе до тоа да има нов избор за нови членови. Меѓутоа, очигледно овие луѓе немаат ни срам ни перде и си тераат. Например, јас имам судешко искуство, па да бидам искрен, и позитивно искуство со председателот, сегашен бидејќи потекнува од Основен суд Штип, каде што сум најприсутен после Скопје. Човекот вака многу коректен, нема збор, меѓутоа сега знаете таму за коректност не ве бираат и
кога се согласувате да бидете бирани на начин на кој што е тој избран, односно неговиот претходник разрешен, се знае дека не може да се очекува од вас висок степен на интегритет, затоа што многу пати сум критикувал и самиот инпут на госпоѓата Дамева како очигледно партиска инсталација таму, меѓутоа начинот на кој што беше разрешена во наводници, бидејќи јас се уште тврдам дека не е разрешена на легален начин, е срамен, па богами со елементи на кривично дело. Излезе вечниот заменик председател да каже дека, знаете како страшни обвинувања дека прислушкувала, дека инсталирала камери, се затоа сериозни наводи и сериозни кривични дела врз основа на рекла казала. И после тоа ние се решаваме, вие не сте веќе судија, мимо процедура, користејќи една правна максима која што е за генералната популација, тоа дека се што не е забрането е дозволено, што е страшно да се каже за човек кој што е формално правник, тој човек е само формално правник, и тоа треба да се провери како добил диплома, затоа што во постапките на институции, јавни предпријатија, постапки важи обратна правна максима, тоа е дека се што не е дозволено е забрането, односно како е по процедура така одиме, а не е произволно да си ги толкувате. Но самиот факт дека извршната власт многу млако реагираш на сите овие случувања. Мислите како функција, институции кои треба да многу преземат нешто? Да, и Сдруженијето на суди имаше едно недозволиво млако соопштение. Мене ми говори дека овој пуч е организиран од извршната власт или од делови на извршната власт. Дали е тоа со тенденција да се некој заштити или да се престројат силите, тоа времето ќе покаже, меѓутоа молчењето или млаките реакции тоа јасно го говорат. Да, ама паралелно во исто време има и некои интересни процеси, додека се тоа се случуваше во судски совет месеци наназад. Имате избор на Исламабази на начин на кој што беше избран најправно, вие тоа најдобро би го дефинирале, бидејќи множество на гласови доби човекот За 4 гласа го победи колегата Ермонт. Значи, потоа се случува порака од Американската амбасада, па црна листа на градоначалник на Дуи. Да, тотално, значи цела серија на настани, реакција на холандски амбасадор, на австријски амбасадор, цела серија на... се едини тука во целава приказна и неговата близина со актуелната власт. За кого ми кажа? За Бурим се едини од управен суд. Значи паралелно сите овие случувања. За кој што има анонимна пријава дека рачно распределувал предмети, за кој што, например, поранешниот председател на Кривичен суд заврши со 3 годишна казна затвор. Значи, состојбата детероира години наназад, меѓутоа сега веројатно е таа една кулминација, затоа што ќе ве вратам и на неколку години, 2 или 3 години наназад, апсолутната, односно целосната доверба по анкети на судството беше 8%, па се преполови следната година на 4%, па на 2% и сега е близко 0, односно е 1%, веројатно тоа е најниската доверба. Јас се шегував со една, односно се шегуваше една многу духовита кандидатка што е сега во академија од 8 генерација и ми велија вика ние на 2% да дигнеме довербава, тоа е дупло повеќе. Знаете, никогаш порано не се случило, сега нормално. Амбасадориве во јавност говорат повеќе или помалку во ракавици, позади сцените и не толку, меѓутоа никогаш порано не се случило така жестоки реакции и такви шамари, условно да ги наречеме, шамарење на нашиве правни авторитети, односно луѓе кои што го водат правосудство, значи да излезе еден амбасадор и да каже дека милион евра стопира средства за судски совет, бидејќи смета дека е нелегитимен, да излезе австријскиот амбасадор да реагира директно со име и со презиме да посочува македонски политичари кои што влијаат на австријска фирма и се оневозможи да си наплати нешто што веќе добила, значи зборуваме за завршена постапка, не па сега, затоа што знаете кај нас тоа се обидува да го протолкуваат, он влијае на судството, нема ништо влијае, значи има арбитражна одлука која што не може да ја спроведат поради мешетарење во судско-извршителски кругови, да излезе господјата Агелер и да каже дека ние пола милиарда сме инвестирале, а малтене не гледаме никакви резултати. Тоа не паметам да се случило значи претходно и оваа година е кулминација на лошите состојби во судството, кој што се факт децении наназад, меѓутоа сега некако кулминираш. Последното беше, се извинувам, последното беше со господинот председател на управен суд, за кој што лично имам добено поплаки од вработени
кои што не можеле да се заштитат од неговото самоволие. И веројатно кулминираше и со последните информации околу постапувањето, односно поврзано со господинот Маријан Стаменковски викан доказ, каде што вие имате состојба да обзнани првиот човек на Висше јавно обвинителство дека пред 2 месеца поднел представки до Републичко јавно обвинителство, а Републичкото јавно обвинителство не постапува. Тоа е многу грда атмосфера за работа, да се пушти една бува, да речеме, дека некои обвинители роварат и се користат со такви подземни методи, а да тој што треба да ве заштити не ве заштити. Значи или има или нема, и со тоа да им ги расчисти маката, затоа што веројатно таму атмосферата е многу неубава. Ваква една збирна паралела направивме, зошто? Затоа што пораките овој пат, последните пораки, ајде нека биде од странците, иако и вие како правна фила постојано алармирате, се најдиректни овој пат, значи конкретни политичари се споменуваат од ДУИ пред се, од СДСМ, кои роварат и прават влијание и кои безобразно тоа го манифестираат. Дали ваквите пораки конечно ќе значат рестарт и почнување од нула, или пак од она што го гледаме на терен, јас лично како обичен граѓанин кој не се разбира сериозно од правни работи, би можела да речам дека ама баш не име гајле и ситераат сите овие луѓе кои се на сериозни функции во правосудниот систем. Значи што ќе биде? Така иска, го делам вашето мислење, но буквално баш не име гајле. Така кажано, си одат по старата добра кучињата лајат караваноци врви, затоа што не плаќаат ни политичка ни кривична цена за тоа. Значи, вие имате состојба да еден човек ноторно корумпиран, со безобразно однесување во смисла на вечниот градоначалник на Струга. Значи, вие сте сведок како се однесуваше тој човек. Сме купиле 60.000 евра, возило и 80.000 евра требаше да си купам. Значи, кај едно безобразно однесување, без да има сенс дека јавна личност и ми навредуваше новинари, значи тотално несоодветно однесување за позицијата за која што носи, и да е ставен на црна листа на САД, што знаете, на крајот на денот кај нас и не многу значи. Мендух Тачи и Љубе Бошковски се 20 години на црна листа, па се дел од владината коалиција. Меѓутоа, еве сепак, значи, барем да има храброст или доблест, подобро речено, барем да побара оставка од него. Од него не бара оставка нити Матичната партија, му го замрзнале членството и не знам баш во превод што тоа значи. Премиерот со пола уста не сака да каже дека бара оставка од него, барем од морални причини да се повлече, а излегува информација дека има 30 предмети, од кои што 14 веќе застареле, а другите 16 фаќаат прашина, така да не плаќаат ни политичка цена, а камоли да зборуваме за кривична одговорност. Сами Смерко ќе си го истарам веројатно мандатот од 2025, после тоа ќе си биде по рецептот на Љупчо Ѓоргиевски средно богат бизнисмен и како што видите баш ќе му биде гајле. Сакам да се вратам на прашање претходно. Споминавте на неколку пати во анализата на судскиот совет дека се луѓе без интегритет заради епилогот до кој што стигна. Како е можно луѓе на такви функции со такво образование кои треба да обезбедат и да процесуираат, да операционализираат правна држава, немаат интегритет? Во кој чекор со кариерата го губат истиот? И лесно ли се продава? Зашто не се продава? Затоа што гледате сега уште самите законски одредби за составот на тие тела, затоа што многу мина од граѓаните кои што се лаици, кои што како мене не се соочуваат секој ден со суди и со обвинители, не би знаеле на пример дека ја најодговорно ви тврдам дека 90%, најмногу да зборам за скопските судови за обвинителства, каде што сум секојдневно присутен, ајде да ги оставиме градовите од внатрешноста каде што одам повремено, се топ суди и се топ обвинители. Меѓутоа судството и обвинителството се контролира преку овие две тела, судски совет и совет на јавни обвинители, каде што и самата законска стипулација дозволува на пример да не само да има, туку да доминираат лица кои што не се суди. Два последователни, освен овој сега нелегитимниот председател на судски совет, два последователни председатели на судски совет воопшто не биле судии никогаш. Значи и Павлина Црвенковска претходно и Весна Дамева претходно доаѓале од политички бекграунд, иако колешката Дамева беше стручен соработник во кривичен суд. Меѓутоа и од позиција
Нормално, значи тоа се неспорни. Случајно се најдов таму и останати од партиски собери се бенигни објаснувања. Меѓутоа, ви имате состојба да стручен соработник треба да цени, не знам, врховен судија, дали тој добро работи. Во ниедна нормална земја тоа не би можело ни да се случи и фала Богу дека интенционално такви кадри се вивнуваат во врвот за да после тоа бидат благодарни и супер сервилни. Кон оние што ги поставуваат таму, а се знае кој има моќ да ги постави таму, тоа се политичките елити или елити во наводници во Македонија. Значи повторно тука е спрегата на мешањето на извршната власт. Значи, видете, судската власт е формално независна, само формално независна. Значи е трет столб и е формално независна. Јавното обвинителство е и под директна контрола, и законски е така, под директна контрола на собранието, меѓутоа нели кај нас таа поделба на законодавна, извршна и судска знаеме колку функционира, дека собранието се стискачи на копчиња како ќе им кажат партија и фактички со самото тоа де факто е под директна контрола на извршната власт и вие имате случај да републичкиот јавен обвинител го форсираат пошто пото да стане уставен судија, иако човекот е за пред пензија и сега мислам дека до ноември му е мандатот. Пошто пото да стане уставен судија за да може уште 9 години да им служи на интересите кои што таму го сместиле. Или сакаат да го сместат, јас чисто се сомневам дека ќе има сериозен отпор кај опозицијата и треба да има сериозен отпор за тој да стане уставен судија и така да ја заокружи контролата оваа владеечка гарнитура на Уставниот суд, откако претходно ги инсталираа Добрилака Царски и Татјана Васик. Да, Инаку Татјана Васик стана уставен судија без ниеден ден судски стаж, тоест уште еден пример на како вакви ликови се вивнуваат во височините на македонското судство за да после тоа бидат супер сервилни. Значи практично ние немаме вистински па дури веќе ни формално правно институции на кои можеме да се подпреме од типот на Уставен суд и судечки суд. Одамна се нашите институции на коленици, значи не е оваа состојба која што перзистира од сега, меѓутоа сега некако значи експлодира состојбава да тотално знаете што е следно 0% да има доверба, зборуваме за апсолутна доверба, делумната доверба не знам кај 7-8%, а јас би ви рекол дека без 60-70% делумна доверба ние не можеме да зборуваме за сериозна правна држава и сериозна држава. Го споменавте неколку пати обвинителството, еве Арта Најро ќе се пресели од организиран криминал во висшето обвинителство и Гоџовска оди таму. Сестрата на екс-министерот Топанчевски, таа беше досега нели обвинителка во Скопското. Сега Ленче Ристовска извеси популарно за неа. Очекувано. Ете така е што го искритикува практично работењето или рече дека има тргување со влијание во Советот на јавни обвинители. Значи во принцип заклучокот е дека наведната глава сабија не ја сече. Веројатно се знаете, ја и Ленча познавам и приватно, веројатно не е она толку наивна да верува дека ќе ја изберат после тие критики кои што за мене беа основани, како што ви кажав, се знае од каде дека рибата смрди од главата, не може да смрди од опашката. И веројатно и објаснувањето, образложението е помалку навредливо за интелигенцијата. Значи не се делегираат од републичко јавно обвинителство да ги работи само предметиве што се останати од специјално јавно обвинителство и сега Советот на јавни обвинители вели ние не можеме да ја цениме затоа што таа работи мал обем на предмети бидејќи тоа го наредил републичкиот јавен обвинител и немала други убиства или не баре тоа така се нити постои законска или деловничка одредба која што тоа го налага. Колега Тајро коректен човек, вака сум имал со него соработка, сега имаме предмет заедно, не би можел посебно да го коментирам зашто не го познавам подробно, а Наташа Гоџо е шампион и за нејзе имам само пофални зборови. Жената е прво добар обвинител, второ е добар човек. Нормално за добрина на луѓе не ги бираат. Меѓутоа сум човек кој што сега не сум изненаден дека му е сестра на Топанчевски, меѓутоа тоа го узнав пред само 2 месеца и тоа е само доказ колку се концентрирам само на самиот себе си, ја не гледам во туѓи дворови. Не гледам зашто тоа би било пречка, затоа што ако некој се работи дека што треба. Топанчевски факт е дека беше министер за правда во влада на СДСМ, меѓутоа дека некоја посебна политичка тежина има и не би рекол. Згрижи што се појави на... Апсолутно да. Јас имав едно предавање со него пред
4-5 години и јас баш го прашав демек зашто не се вклучувате во политика, зашто тој им е фетиш на професориве на правен факултет или веројатно им е некоја точка од кариерата која што сакаат да достигнат. Не е тајна дека многу мина професори од правен факултет биле и министри, и премиери и така натаму. Тогаш мене ми кажа Тупанчевски дека академската слобода никој не може да му ја замени, дека тоа било супер. Ја бев негативно. Бев изненаден кога излезе неговото име како министер за правда и мислам дека и самиот знае дека, сега да не му ставам зборови уста, меѓутоа мислам дека и самиот знае дека тоа беше грешка, затоа што не можете да добиете, колку да имате добри намери, политиката кај нас нема да ви даде одврзани раце да постапувате онака како што треба постапувате. И сега во целата, еве таа приказна, Бујар Османи ќе рече пред известно време дека ние не можеме сами да направиме сериозна правна држава, да го реформираме правосудниот систем и дека за тоа ни се најнеопходни и се тогаш ќе почне и ќе се рестартира кога ќе ги почнеме преговорите. Немаме навистина кадар. Парадоксално прво Бујар Османи да го говори за правната држава дека не можеме сами, кога истиот сам ја подриваше во случајот Пендиков, значи имаме случај кривично правен настан. Неспорно дека човекот е претепан, сега тие негираат сега обвините дека тие го претепали, тоа треба да се почитува како презумпција на невиност, меѓутоа дека некој го претепал, тоа е факт. Од кој побуди и тоа допрва треба да се утврдува и само еден ден откако се случил тој кривично правен настан, Бујар Османи оди во Бугарија, го посетува и кажува дека него не го интересира што велеле македонските истражни органи. И затоа после тоа, значи тој е самиот генератор на таа недоверба, на таа неможност самите да се избориме и после сега да ни кажува дека ние треба да влеземе во Европска унија. Европска унија не е гарант за правна држава и Бугарија и Романија и делумно Романија се веројатно многу добар пример за такво нешто, затоа што Бугарија ден денеска е прво убедливо најсиромашна држава во Европската унија, 15 години од кога се член на Европска унија, а е далеко од правна држава. Вие ги имате последните два премиери и Бојко Борисов и како сега што го заборавив Кирил Петков и Кирил Петков се под истрага, што јасно вас ви говори дека самата Европска унија и не е гаранција за, меѓутоа силни институции се гаранција за правна држава. Но кај нас силни институции не се сакаат. Ќе ве потсетам дека здружно СДСМ и ВМРО го угушија специјалното јавно обвинителство, бидејќи никој не сака така прво финансиски независни институции. Она што исто така ми падна на ум е, го споменавте Пендиков, вчера во изјавата, бидејќи не се случи, нели рочиштето беше одложено заради тоа што обвинетиот добил 15-дневно боледување од лекар специјалист, како и да е, Пендиков вели дека добива закани на социјалните мрежи, ама пак дека не се плаши слободно да се шета без обезбедување. Дали уште една потврда дека целиот настан и случај е некако исконструиран? Апсолутно, знаете, секој просечно интелигентен граѓанин на држава знае дека се работи за прво бугарска пропаганда на бугарската држава и второ се работи за не само Пендиков и повеќе такви случаи, се работи за слободно роварење на бугарските разузнавачки служби во Македонија. За жал нашето контраразузнавање одамна спие, нашите тајни служби се занимаваат веројатно со рекетирање на фирми наместо со тоа што им е работа, затоа што ова треба да се сузбие во старт и не треба да се дозволи да бугарското разузнавање регрутира вакви или онакви сомнителни ликови. Ќе ве потсетам дека Иване Цветанов одеднаш од кога се најде под кривичен прогон и од кога не е веќе функционира, одеднаш се разбуди дека е бугар. Знаете, тоа се малку смешни работи за возрастни луѓе. Јас имам 37 години и сега јас да ви говорам тука во студиово дека јас, знаете, читав 2-3 книги и одеднаш на 37 години ја така сватив дека сега не сум влав, туку сум етнички бугарин. Исто се случи и со претепување некое претепување на човеков од Струшко кој што е македонец муслиман, пошто неговите генерали и тоа јасно го говорат дека е тоа така и сега тие одеднаш се чувствувале бугари. Јас сум имал неколку спречки на социјални мрежи, меѓу кои со на ноторна фаца на Фондација Македонија Виктор Стојанов со џуџестиов раст, како се викаше Виктор Стојанов, да. И се тој ми вели имаат право да се чувствуваат дека се бугари. Апсолутно имаат право да се чувствуваат дека се бугари, како што ние имаме право да посочиме дека тоа се случило, ама баш откако или имале кривично правни проблеми, немојте да заборавате дека и Пендиков има отворен случај и се создава една атмосфера да секој еден кој што има кривично правни проблеми едноставно треба да прибегне кон бугарската амбасада да каже дека се чувствува како бугарин и тоа веројатно ќе му биде најголема
најголема кривично правна заштита. Случајот Пендиков не тој го не доаѓаше забораваме два-три пати на финансискиот рочиште, момент. два-три пати не доаѓаше на рочиште бидејќи бил на боледување, во исто време доека даваше интервјуа за бугарските телевизии и ставот на неговиот адвокат кој што е сета должна почит ми е колега, меѓутоа еден адвокат да каже дека треба да дојде обвинетиот. Ајде тоа да го кажу обвинителството или судот, на тоа малку сме свикнале бидејќи се кај нас обратно работите поставени, меѓутоа еден адвокат да каже дека обвинетиот треба да дојде и да докаже својата невиност наместо да е обратно е доста вака поразително и за мене како кривично сепаративно. Да, интересно е тоа како успевате некако да ги изменаџирате оние принципилности ваши лични како човек, а потоа и како професионалец. И сега прашањето на обичните граѓани би било како е можно тогаш одредени ликови да бидат застапувани од адвокати каде што не може да се брани неодбранливото. Сега да не заборавиме дека адвокатурата е сепак нели професија и секој заслужува да има одбрана соодветна, ама еве како успевате да ги менаџирате оние луѓе за кои јавноста смета дека не може да се брани неодбранливото, а вие едноставно треба да прифатите да го браните тој лик, таа фирма, таа. Судница место за емоции не е и не би требало никој адвокат би било непрофесионално да се води по јавното мнение и дали може да се брани неодбранливото, апсолутно секој има право на одбрана. Тоа е во кривично правниот сегмент, во граѓанско правниот сегмент и должни сме по нашиот кодекс на етика да не прифаќаме предмети кои што се очигледно недобитни, односно сме должни тоа да го посочиме на странката. Сега за жал во 21 век и можеби во трка по странки дел од моите колеги можеби и не се држат баш толку слепо до тој кодекс, меѓутоа во кривично правен сегмент иако не сме роботи и многу пати и емпатијата ми била проблем и се тоа супер, меѓутоа сме должни да не се водиме од мислењето на јавности, да не се водиме од нашите или нечии други емоции. Пред да правиме пауза за реклами, да го заокружиме уште малку овој дел за кој до сега зборувавме, сакав преска кога го коментиравте управниот суд, односно Бурим Саидини, зошто изумив да ве потпрашам, зошто не реагира и треба ли да реагира Министерството за правда или пак вице-премиерката за морално или добро владење Славица Грековска? Зошто не реагира? Дали воопшто требаш да реагира? Министерството за правда е секундарен орган кој што треба да реагира. Прво треба да реагира овако јавното обвинителство на Република Македонија и да по оние индици, односно потопен глас, да провери дали, затоа што знаете како тие работи се лесно, АКМИС остава трак, дигитален трак и се лесно проверливи, исто како што се докажуваше за председателот претходен на Македонски кривичен суд Панчевски, така лесно може и за овој председател многу лесно да се докаже дали господинот рачно распределувал предмети или не, меѓутоа она што исто така треба да се направи човекот времено да се отстрани од таа функција, значи времено да се оддалечи, да не прејудицираме негова вина, меѓутоа времено да се оддалечи затоа што е факт дека на позиција на која што може да влијае на евентуалната истрага. Самиот факт да поминаа колку 4-5 дена, а ништо немаме најава дека ништо од ова ќе се случи, е показател дека и тука ќе се оди во насока на родината секој чудо за 3 дена, односно ќе се чека фамата да помине, затоа што информациите говорат дека одвнатре доаѓа кривичната пријава, односно од вработени, а јас имам сигурни сознанија, затоа што мене лично ми се имаат жалено и барано ваков или онаков тип на заштита од самоволието на тој човек во постапувањето во управниот суд. И да не го забравиме на сет ова фактот дека заедничка фотографија имаат со Исламабази со членови од семејството Ахметина, една фина прослава, значи Саидини и не се сомневам, не сум ја видел фотографијата, меѓутоа не се сомневам дека има. И во таква една ситуација очекувате дека правдава и веќе биде и за него онаква каква што беше за Панчевски? Секако дека не очекувам, значи не сум човек наивен сега да баратам со флоскули правната држава. Да, секако свесен сум каде живеам и тоа што ви во контекст на тоа што ви го кажав малку претходно дека 4-5 дена поминаа, ние немаме постапување на јавното обвинителство, немаме барање од судскиот совет времено тој човек да се отстрани од таа функција, да се стави веде председател, значи сето тоа јасно говори дека постапување нема да има. Човекот се излезе на пресконференција прилично уверен во самиот себе си, а бога ми со таков грб има за што да биде. Да, ова се поклопува со она што го зборувате за поплаките од колегите во управниот суд за неговото самоволие. Така.
Јанаки Митровски, почитувани вечерва во За или Против. Павиме куса пауза за реклами. Вие не го менувате каналот, се враќаме за кратко. Почитувани, добре дојдовте назад. За оние кои сега почнувате да не гледате, Јанаки Митровски, адвокат, вечерва во За или Против. Повод е неговата збирка, би рекла, на колумни, односно објава каде ги смести сите од последните години колумни. Разумен сомнеш, го ставив насловот на неговата книга и како наслов вечерва на За или Против, бидејќи имаме многу милиони примери разумно да се сомневаме дека работите воопшто не одат во правец во кој што треба да одат. Митровски, и уште неколку предмети, односно примери би сакала да предискутираме од последниве денови. Ајде, еве пожар во Кумановскиот суд. Не се фаќаме за Битолскиот затвор, бидејќи Кумановскиот суд, каде што и обвинителството, веќе отвори сомнеж кој не се демантира, бидејќи се уште не е направена до крај истрагата, дека има предмети кои ги засегаат можеби Ковачевски и Оливер Спасовски внатре, па сега се магично запалени, односно не се само Ковачевски и Оливер Спасовски, неколку пожари се случија и не само во судови, во неколку институции кои што остана така недоистражени или енигма. Ако ја видите зградата, мислам дека на Трути социјала се тие простори кај што се помеѓу кај старата комерцијална банка, кои што се ден денеска опожарени, и таму не слушнавме што точно се случило, и таму одредени архиви гореа. Ке потсетам дека и додека постоеше специјалното јавно обвинителство, исто така една поплава така мистериозна се случи, кај што дел од доказите се поплавија, па биле дигитално заштитени и така натаму, така да ова се стари, се да не речеме мафијашки методи, знаете, не можете да преюдицирате, ајде да почекаме што ќе каже истрагата, меѓутоа пожари, поплави, некои чудни кои што потоа не добиваме појаснување како јавност што точно се случило и како се дозволило да дојде до пожар во тие архиви. У принцип, мислам дека и треба и дигитално да се заштитуваат. Меѓутоа, ајде да се очекаме дека неколку чудни пожари се имаат случајно без разрешница, тоа е факт. Да, и при тоа не можеме да веруваме дека се дигитално заштитени, таму каде што се тврди дека истите се, бидејќи ако е така, тогаш зашто би се случил сомнителен пожар за да исчезнат тврдите копии или хард копиите, како и да е. Но... Во принцип, во кривична постапка, особено во кривични постапки, Законот за парнична постапка дозволува да се работи и со копии, па еве да речеме и со дигитални докази, меѓутоа кривичната постапка е малку поспецифична и таму како доказ се изведуваат строго оригинали, значи дури да има дигитален бекап, тоа не може да се користи како доказ без да се има оригиналот, односно на судот не му е дозволено. Тоа е вака чисто како Да, ова е добро, и не знаев дека занотирање да се знае. Точно така, дека која е тежината на оригиналите, а која е практично на заштитените или на постоечките евентуални копии. Има уште една работа која што би сакала да ја прокоментирам, имено стана прилично тема за јавна дискусија по изрекувањето на куќен притвор на Рашковски по пресудата додека ја чека незината правосудност и жалбите и процесите и така натаму. Истиот ден, ако не грешам, Јанаки Ески беше експресно однесен во затвор и сега се крена ваши колеги и вие вклучително и воопшто секој оној кој што размислува објективно правно дека треба да му се засмета, како што велите стручно, притворските години во рамки на затворската казна и така натаму. Зошто за Рашковски беше толку лесно куќен да биде притворен? Прво, господинот Рашковски, барем моје мислење и прилично сум уведен во тоа дека ефективен затвор нема да види. Од проста причина што тој господин со 3 раце крадеше со години и на тоа алармираа многу работи, па немаше постапка за него. Меѓутоа, кога се дрзна да чепка во Академија на суди и јавни обвинители, мислам дека тука се направи притисок од Американската амбасада да се човекот процесуира. Меѓутоа, во моите сознанија говорат дека тој така излезе од притвор со ќе ве потсетам и дека само што му се изрекоа 8 години, само што бараше обвинителката за него притвор, ефективен тој стана да порача дека ќе објави ова или она. Така е, се закани директно. А ова или она се факти дека ќе ја отвори устата и ќе каже за кои се изречиви свет деца давал прашања од Академија за суди или ги продавал или тргувал со
со влијание за академија, за прашања од Академија за суди и јавни обвинители. Испитни прашања кои се. Луѓето не разбираат дека всушност куќниот притвор него му е услуга, затоа што сето тоа ќе му се засметува подоцна во казна, таа пресуда очекувам да падне како нејасна и неразбирлива, како што тоа често бидува за македонските мокници. Значи не верувате дека во затвор ќе биде? Во затвор јас не верувам дека тој човек ќе заврши, затоа што многу луѓе, многу незгодни работи би кажал и многу работи незгодни знае. Во однос на господинот Јанакиевски не бев јас од тие што се наводно дигнаа, затоа што тука постои една јасна тенденција на неколку кривично-правни авторитети во Македонија да бранат само луѓе кои јавно да бранат само луѓе кои што се политички па и финансиски мокни, инаку казната му е засметана на Јанакиевски, ама таа е во време трајање од 18 месеци затвор, затоа што е недозволиво. Знаете како не е само да кажете јас сум професор и сега вие мене треба да ме слушате. Тоа што го говорат пар професори е срамота да се каже, затоа што бараат да се засметам притвор определен прво во други постапки, второ на неправосилни пресуди. Што ако на таа пресуда, ако на другите пресуди Миле Јанакиевски биде ослободен, и трето еден професор со кој што вака редовно си имаме размена на мислења, еве така да го наречеме, вели дека треба да се think outside of the box, демек било ограничено правно мислење да се бара само тоа што во законот кој патем самиот тој го пишуваше, немало законска основа да се во повеќе постапки да се засметувале притворите. Знаете кога пишувате решение, кога пишувате пресуда, вие задолжително пишувате врз основа на тој член. Нека ми посочи почитуваниот професор врз основа на кој член од Законот за кривична постапка може да му се засметаат притвори определени во други постапки, дел од нив и неправосилни, што е недозволиво, меѓутоа сега знаете како секој со својот интегритет. Така да казната притворот од 18 месеци кој воопшто не е траен, му е засметан во 3,5 годишната казна на Миле Јанакиевски. Него да бидеме реални, Миле Јанакиевски веројатно се користи во јавноста како монета за подкусурување, значи секогаш кога треба да се замајава јавноста, ние еднаш се зафркававме со еден преведувач, мислам тој се зафркаваше па излезе вистина еден преведувач од албански на македонски и напиша некој скандал се случи па и вика 30 дена притвор за Миле Јанакиевски и после еден час за некои предмети 30 дена притвор за Миле Јанакиевски. Миле Јанакиевски и Гордана Јанкуловска веројатно се единствените кои видоа затвор колку толку и не треба тоа да преиде желбата да бидат санкционирани. Јас воопшто не ги жалам тие луѓе да бидам кристално јасен, меѓутоа желбата за нивно санкционирање не треба да преиде во желба за изживување врз нив. А што и се случува реално и не само врз нив, да не зборуваме. Миле Јанакиевски апсолутно е пример за човек врз кој што се изживуваат. Како и осудениците за 27 април. Осудениците за 27 април имав прилика сега да седнеме со мојот пријател Драги Пешевски во Меана со еден од вака главни великови најекспонирани. Истиот има одлежано полни 6 години затвор и треба да одлежи уште цели 5 години затвор и сега доби право на одмор бидејќи за прв пат излезе вака на подолг период од 10 дена. Знаете како таа иницијатива СДСМ требаше да има политички сенс да ја поддржи. Во очи избори, во очи кога веќе дале амнестија за дел од учесниците во 27 април, објаснувањето ние не сакаме да дадеме амнестија за да не се повтори пак, а веќе дале за 5, 6, 10 луѓе кои што им биле потребни, не држи вода. За промена на името, да. Така и требаше да имаат политички сенс да го поддржат. Мене, мојата сакана пријателка ми, жената ми беше професор на факултет Иванка Василевска, ми тврди дека во првите 100 дена од нивната власт, евентуална кога и тоа да се деси, а веќе е известно дека следната година најкасно ќе има промена на власта, ми тврди дека во првите 100 дена ќе бидат тие луѓе пуштени преку закон за амнестија и сега останува да видиме и да ги држиме за збор. Бидејќи повторно ви кажувам, како што многу пати сум кажал, ниту го оправдувам тоа што го направиле, ниту Пешевски има малку поинаков став од мене, меѓутоа сметам дека доста е доста. Така е, ве разбирам. Што се однесува до, ајде сакам да ве вратам исто малку, еве како човек излезата од кожата на Јанаки Митровски адвокат. Драги Рашковски, рековте, со 3 раце крадеше, мислам, нели, описот практично на неговото делување. Веднаш потоа го имаме Мухамед Закири кој исто така заврши како што заврши. Значи, двајца втори луѓе во една извршна власт, толку мокини втори луѓе, генерален секретар на влада е втор човек. Завршуваат вака, како обичен човек, како ова ви изгледа? Како обичен човек, тоа јасно ви гледа дека целокупната влада и политичка гарнитура е супер корумпирана. Знаете, не можете да тврдите дека
снемува 8 милиони евра, да речеме, од министерството, од генералниот секретаријат или од некое министерство, и тоа да не може да се знае, затоа што таквата трансакција мора да помине неколку потписи, мора да биде информирано и Министерството за финансија, богами и финансиска полиција, и не се можни таков тип на, или не знам, тендер од 900.000 евра исплата без тендер, и тоа не може да помине без знаење на повисоките ешалони, се до премиерот. Така да, ви имате случај да на два последователни премиери, односно на претходниот премиер, двајцата први оперативци му се уапсени. Тоа се обидува нивната пиар машина нормално да го предочи како борба, неселективна борба со корупцијата, меѓутоа си малку обратно го поставил прашањето, да како се дозволи со години да им се остави на тие луѓе да условно речено да хараат, а тоа никој ништо да не знае и да не примети. Ви велам, за господинот Драги Рашковски имаше аларми, конкретно, ајде за Зекири можеби не толку. Добро. Единствена вака покрупна афера за која што и заврши или во притвор, меѓутоа за господинот Драги Рашковски од самото стапнување на позиција генерален секретар имаше константно аларми за девијантно постапување, започнувајќи со, например, извлекување на финансиски средства преку неговиот кумашин кој што беше адвокат на владата, кој што наплаќаше, не знам, 500.000 денари за обична промена во централен регистар која што чини 2.000 денари, и така натаму, и институциите молчат, тоа е јасен показател дека тој човек не крадел само за себе. Да, убаво го објаснивте се тоа и малку пошироко, чисто за оние кои имале било какви дилеми, оние кои можеби сакаат да веруваат или да поддржуваат се уште она што не може да биде и не треба да биде поддржано, бидејќи не води во правецот во кој што не води. Го коментиравте неодамна и отварањето на случајот така наречен Феникс на Скопје, за Скопје 2014. Рековте дека пречекурени се законските рокови за истрага, на тоа одговорија надлежните дека практично во последен момент некако го добиле клучниот доказ? Не, реагира дека меѓународна правна помош оди малку поспоро, тоа е факт, односно дека податоците од Италија ги добиле пред на почетокот на месец јуни, па после тоа добиле информација дека еден од осомничените сака да бега. Се работи за бизнисмен кој што веројатно и редовно патува надвор од Македонија, а како сакал да бега ако не знае воопшто дека има постапка против него е доста дискутабилно. Знаете, не е тајна. Прво сакам јасно да кажам дека тој проект апсолутно не го поддржувам и се работи за супер криминален проект по мое мислење. Тоа нормално никогаш не се докаже или се немаше интерес да се докаже, значи се работеше за проект за извлекување на народни пари, меѓутоа исто така е факт дека 7 години се повеќе од доволни за да одлучите дали има или нема дело, и исто така е факт дека Владимир Тодоровиќ е неспорно еден од поголемите финансиери на ВМРО ДПМН и сега вака во очи на нужните, во очи на бараните уставни измени и веќе влегуваме на помалку од година дена до парламентарни избори, се влегува и се бара притвор за него, е вака доста индикативно. Не велам дека сомнежи за корупција, апсолутно милион сомнежи. Јас лично имам милион сомнежи за корупција во тој проект. Ги гледате дека се распаѓаат тие згради се преплатени, меѓутоа се поставува прашањето зашто 7 години претходно и тоа не се реагирало. Тоа секогаш ќе виси како прашање во конкретниот предмет Феникс. Тие дојде на власт со флоскулата нема да има правда, се дека нема мер. Мене ме коригираше еден ваш колега, како јас напишав дека 7 години ние на истрага не треба, бидејќи не ја гледав изворно на колегата Лапе пресконференцијата и мене еден ваш колега ме коригираше и вика не е пред истрага, ја викам тоа е дабетер затоа што по закон уште пократко може да трае, односно по први сознанија има 3 месеци да почне истрага јавното обвинителство, така да доста чудни работи ќе го следат тој случај, па ќе видиме што ќе излезе. А очекувате ли во очи на тие силни уверувања и самодоверба на власта дека уставните измени ќе се случат некои други слични вакви? Ништо чудно, значи ова извршна власт од самиот старт, од нејзиното инсталирање покажа дека не се воздржува од користење на подземни методи. Ноторни се случаите со Крсто Муковски, со овој Сашо Каосика, што се Елизабета Канчевска Милевска, која што веројатно е единствената личност
која што добила ослободително во организиран криминал во Македонија, така на прва зборам, без да падне барам една штава присуда и сега доста се воопшто не би ми изненадило да се користат. Тоа го правеле на самиот почеток, а сега веќе кога се замајани од власт на 6-7 години, па и апсолутна власт, речиси, не би се изненадило да се користат со такви методи. Сега малку е поинаква состојбата во пратеничкиот состав на опозицијскиве редови. Се надевам дека нема да дојде такво нешто, затоа што во минатото цели закони менуваа за да може да се издействува за ќерка на пратеник, за син на пратеник да се издействува условна осуда за истата после да гласа. Значи видете и тука тоа ви е еклатантен пример за синот на Авировиќ, како власта се меша во судството, а Заев со две раце се крстеше дека тоа нема да се случи, затоа што го сменија членот во законот од минимум 5 на минимум 4 години закон, за да може на апелационен суд, откако таа гласаше да му приначат во условно. Инаку да сме апелационен судија, ќе би сметал дека 3 години затвор е соодветна дали се сменил членот или не, 3 години затвор и повторно подзаконскиот минимум. Така да тие работи се очигледни, но не се методи кои што верувам последен пат ќе се користат, туку во право сте да се сомневате, во право сте да се сомневате дека власта и понатаму ќе се користи со такви методи, инаку тие да има 80 пратеници кои што зборат до сега, 3 пати ќе ги гласаа уставните измени. Да, инаку Авировиќ, чисто за подсетување, една од 8 теми на пратеници своевремено кои гласаа за промена на уставното имаме уште околу 4 минути до крајот на емисијата. Она што ме интересира еве и како граѓанин на Скопје, а и верувам останатите, после целата драма што се случуваше викендот околу комунална хигиена, па препукувањата на релација, градоначалниците кои само иницијативно тргнаа да го чистат ѓубрето, па казните кои ги добија од град Скопје и слично, постои ли некаде сега во целата оваа замрсеност правна основа за гонење и против кого или кој треба да се гони во една ваква цела ситуација? Со денови ни беше веќе и здравјето доведено на опрашање заради потенцијалните зарази. 2023 година да зборуваме дали контењерите се празнат или не се празнат, е малку дегутантно да бидам искрен, мислам малку е срамота. Од друга страна да се вади гневот на врз грбот на се вадеа списоци со луѓе кои што биле со исто презиме. Видете, тоа го разбирам и веројатно се вработени фамилиарно и партиски, знаеме како се прави тоа во јавните предпријатија, меѓутоа од друга страна немојте го занемарите фактот дека се работи за комунална хигиена, не е сега тоа Мепсу или Елем да е некое супер атрактивно место. Еден од тие луѓе го гледав како изјавува, вика 35 години работам со ѓубре, работам, не работам во супер ексклузивни услови, па са ние се потепавме тука да се вработиме. Постои глава во кривичниот закон која што е за дела против животната средина и имајте на ум дека се дело може да се стори со сторување, но може да се стори и со несторување, односно со пропуштање на сторување на она што сте законски обврзан да го сторите. По закон за локална самоуправа, комуналните дејности се на градот Скопје и на комуналната хигиена и градоначалничката, директорката, сите таму се надлежни и обврзани, не само надлежни, обврзани тоа да го сторуваат. И сега сите овие детски преписки кои што ги гледаме, кои што се навистина детски, тоа треба подвитно да престане, се работи за градоначалници за сериозни луѓе кои што не треба да се препукуваат на ваков начин преку социјални мрежи, туку богами да си ја превземат одговорност и најосновна работа да го исчистат ѓубрето. Доколку се утврди дека постоела сериозна можност или дошло до загрозување на здравјето поради несобирање на сметот, тогаш постои простор за кривична одговорност. За среќа тоа релативно кратко траеше, иако мојата канцеларија например е во општина Чаир и ќе ви кажам дека контењерите пред нашата зграда се уште се полни. Сакате да кажете дека како обичен граѓанин некој кој доколку му се случи последица заради таа потенцијална или тогашна причинско последичка врска ќе биде многу тешко да се докажува дека е тоа токму поради тоа, меѓутоа теоретски можноста за кривичен прогон би ја тужала комунална хигиена или град Скопје например. Постои кај оние што се надлежни точно да. Се надевам дека ги исцрпивме сите теми, барем колку што можеме сите да ги исцрпиме во речиси 1 час. Јанаки Митровски, јас ви благодарам што бевте вечерва дел од заедно. Искрено ви благодарам и на вас.
Почитувани мене, барем лично, одредени разумни сомнежи ми се искристализираа, односно би рекла си ги потврдив истите, но некогаш и тоа е чекор до ете една посветла иднина, барем на мене како индивидуа, секој од себе ако ги почне промените на делување, веројатно дека ќе бидеме и колективно подобро место за живење. Ви благодарам на довербата и вниманието. Се гледаме следната недела некој од работните денови.